Почитуван премиер господин Зоран Заев, почитуван председател на Брако господин Кочо Ангјушев, почитувани министри, почитувани представници на медиумите. Добар ден и ви благодарам што дојдовте денеска на промоцијата на две возила на Green Machines и Брако, водородната 500H2 и скиперот ГМ 955. Денеска најпрво ќе ги слушнеме обраќањата на премиерот господин Зоран Заев и на господин Кочо Ангјушев. Потоа ќе имаме кратка демонстрација, ќе можете да ги видите возилата во дејство и на крај ќе имате можност да поставите прашања. Благодарам. Најпрво го поканувам премиерот господин Зоран Заев да каже неколку збора. Добар ден на сите. Почитувани представници на менеджментот на компанијата Брако и Green Machines, почитуван господин Ангјушев, собственик и председател на бордот на директори на Брако, почитувани подпредседатели на влада, министри од нашата македонска влада, почитувани присутни, почитувани новинари, почитувани граѓани. Ми представува голема чест секогаш кога присуствувам на најава или на реализација на нова инвестиција во нашата земја. Дополнително, задоволството е уште поголемо кога компаниите се модернизираат, технолошки напредуваат, освојуваат нови пазари, реализираат нови вработувања и влијаат на подобрување на севкупната економија. Особено силен мотив даваат позитивните примери како велешката компанија Брако, која од предпријатие во 10 годишен стечај се трансформира во една од технолошки најнапредните компании во Северна Македонија. Благодарение на добриот менеджмент и визионерските чекори, денес Брако има околу 600 вработени, како и отворени представништва во соседна Србија, во Холандија, Велика Британија и Соединетите Американски држави. Станува збор за национален бренд, што е активен и конкурентен во повеќе области, како медицински кревети и друга опрема, потоа опрема за вилушкари, опрема за аеродроми, опрема за мали хидроцентрали, возила за чистење урбани средини и многу други производи. Почитувани, навистина сум горд што повеќе од 60 инженери, кои што се дел од Брако и Green Machines, стојат зад ова напредно технолошко, целосно еколошко возило, со кое што компанијата, а со тоа и нашата земја, е конкурента на светскиот пазар. Современата трансформација на компанијата резултира со создавање на производи што се продаваат на глобалниот пазар, како Green Machines. Особено е значајно тоа што целиот нивен развој се одвива токму тука, во Велес, што значи тие се производ на Северна Македонија од првичната идеја до конечната реализација. Ова што го создава Green Machines докажува дека фосилните горива и нивната примена во секојдневниот живот полека стануваат дел од историјата. Секојдневно ги гледаме овие возила, македонски возила, за чистење на јавни отворени површини во Лондон, во Утрехт, во Холандија, во Австрија, во Германија, во Вашингтон пред Белата куќа и на многу други места во светот. После оваа денешна промоција на возилата, кои што представуваат светски бренд, а сепак се наш, македонско, ќе тргнат во промоција во Париз и низ други француски градови. Со ова возило на водороден погон, Брако и практично потврдува дека е компанија која што знае како да ја имплементира најмодерната технологија и со неја да биде конкурентна на светскиот пазар. Исто така, преку инвестицијата од 8 милиони евра, компанијата е изворедно позитивен пример за тоа како треба да се движиме напред. Овие времиња на економски предизвици за голем број компании значат и поголема иновативност и прилагодување на новите трендови. Инвестициите во човечки и машински ресурси несомнено предонесуваат за зголемување на продуктивноста и квалитетот, што на крај резултира со подобра конкурентност и подобар пласман на производите. Брако се справува со кризата со тоа што постојано инвестира. Тоа го прават и други
наши македонски компании. Брако на свој типичен начин вака и прекосеше на кризата. Македонската влада е тука да ги поддржи компаниите, да ја зајакнат својата структура, да го зголемат извозот, да бидат иновативни и да произведуваат производи со поголема додадена вредност. Уште еднаш упатувам искрени честитки и посакувам бројни иновативни решенија и во иднина. Почитувани вработени во Брако и Green Machines, вашата земја се гордее со успехот што го постигате. Благодарам. Ви благодарам, господин премиер. Го поканувам сега председателот на Брако, господинот Кучо Ангјушев, и тој да го сподели своите впечатоци. Добар ден на сите, почитуван председател на владата на Република Северна Македонија, господин Зоран Заев, почитувани подпредседатели на владата, почитувани министри, почитувани директори на институциите во нашата држава, почитувани пратеници, почитуван градоначалник и секако вработени во Брако, драги гости, драги пријатели, дами и господа. Ми представува особена чест и задоволство што денеска можеме сите заедно да ја направиме промоцијата на и пробното возење на овие два нови производа на нашата компанија. Ова се гордост не само за Брако, пред се за инженерскиот тим на Брако, за вработените на Брако, за Велес, ама мислам и за целата држава. Станува збор за два производа. Првиот е ова плаво возило, обележено со 500H2. Тоа е, значи, неговиот комерцијален бренд е GM500H2. Тоа е првото во светот водородно возило, односно возило на водороден погон, на хидрогенски погон, кое што е наменето за чистење на улици од оваа големина. Тоа е развиено и произведено овдека во овие хали позади нас и е дело на инженерите во Брако, кои што, како што каже и премиерот, се од прилика 60 на број, меѓутоа јас ќе додадам она што е важно, тоа е дека нивната просечна старост е под 30 години и тројца од нив има кои што студирале на светски универзитети, а се вратија да работат тука во Брако и да ни помогнат во нашиот развој. Тоа е за нас посебна гордост и чест и она што можеме да го кажеме дека ова возило ги помина сите тестови и дека веќе две комерцијални возила се продадени, едно во Амстердам и едно во Утрехт, кои што веќе и ја обавуваат својата функција во тие градови. Мислам дека е добро да споменам дека целокупниот развој е направен заедно со помош на холандската компанија Холхаузен, која што е специјализирана за овој тип на горивни келии, значи во делот на горивната келија на водородот, и таа е компанија која што ги развива водородните келии и за останатите брендови од автомобилската индустрија. Следното возило кое што го имаме за промоција денеска е GM955, тоа е значи ново возило, тоа е комплетно од почеток развиено во оваа фабрика, од дизајн, цртежи, сите делови. Најголем дел од деловите се произведени во фабрикава, се разбира како во секоја автомобилска индустрија има електроника, стакла и така натаму што се купуваат, но грубо од некаде околу 6 до 7.000 компоненти колку што влегуваат во едно возило, 4.500 компоненти се произведуваат во овие хали овдека во фабриката. Така да практично имаме еден интегриран процес, да не е тоа само монтажа на возила, него и производство на сите компоненти на тие возила или најголем дел од нив. Ова возило е во својата класа едно од најмодерните, ги има имплементирано сите системи на заштита и електроника и има најсовремени системи на управување и ќе го погледнеме покасно. Мислам дека ова е начинот да ние од државата извезуваме производи, а да не извезуваме деца. Начинот како да извезуваме производи е само да имаме индустријски капацитети. Менеджментот на Брако длабоко верува дека единствен начин за развојот на индустријата во нашата држава е да се произведуваат производи со поголема додадена вредност, да тие производи бидат извозно ориентирани,
да тие производи бидат за целиот свет и да бидат конкурентни на целиот свет, и тоа е единствениот начин за растот на економијата и индустријата. За да можете тоа да го остварите, потребно е два предуслова да исполните. Првиот предуслов е да ги пратите најновите технологии у светот, да купувате најнови машини, и Брако точно тоа и го прави. Брако само оваа година во ковид, во 2020 година, поточно минатата година, отвори инвестиционен процес од 8 милиона евра, и тие 8 милиона евра можете да ги видите тука главно во машини, во нова технологија и нормално во нова хала и реконструкција на старите хали. Ние така и ќе продолжиме, бидејќи веруваме дека излезот од кризата се прави само на еден начин, а тоа се прави ако агресивно инвестирате, ако отворите инвестициони процеси. Впрочем, можам да ве подсетам, и кога Втората светска војна заврши, економијата се разви врз база на Маршаловиот план. Секоја компанија во државата треба да си направи свој Маршалов план. Ние во Брако го направивме. Тој Маршалов план се вика агресивна инвестиција, агресивен настап на пазарите и да не се предаваме. Она што би го кажал на крај, а ни представува посебна гордост, е тоа што нашите возила во моментот произведени во или монтирани конкретно во оваа хала позади нас, а произведени во сите останати хали во фабрикава, го чистат Вашингтон, го чистат Лондон. Пред 2 недели продадовме ново возило на Кралскиот дворец во Лондон. Видовте сите, се сподели таа информација, Белата куќа пред номинацијата на председателот Бајден беше чистено од наше возило, така се погоди, ние тоа не го знаевме, но го видовме во весниците амерички. Нормално, во моментов во халава се спремаат едно 20 возила кои што се продаваат низ целиот свет, низ развиениот свет. Има возила за Америка, за Франција, за Белгија, за Англија, има за Тајланд. Најдалеку наше возило вози во Сиднеј, во Австралија и во Буенос Ајрес во Аргентина. Јас на крај ќе оставам доколку треба повеќе да појасниме после вашите прашања, а сега би ве поканил сите да ги погледнеме возилата. Слободно можете да ги снимате, сликате, значи и да прашувате све што сакате за нив. Ќе направиме едно пробно возење на возилата, да видите како тоа изгледа и како тие работат, а после тоа ќе бидеме отворени за сите прашања што ги имате. Уште еднаш голема благодарност од моје име, од името на сите вработени во Брако, од името на менаџментот на Брако, за вашето присуство како медиуми и за сите гости кои што денеска ни укажавте чест да бидете со нас заедно на промоцијата и пробното возење на овие возила. Ви благодарам на сите.